Вести на програмата на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија најавува заладување и врнежи од дожд. Од денеска доцна попладне ќе има позначителна промена на времето, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи во јужните делови од земјата. Нестабилно со пороен дожд и грмежи според најавите на УХМР ќе биде и утре попладне претежно на југот и истокот од земјава. Наместа е можно процесите да бидат поинтензивни со појава на град и засилен ветер. Во недела ќе биде облачно со врнежи од дожд, кои во јужните делови се очекуваат да бидат поројни и пообилни, над 30 литри на метар квадратен. Локални врнежи од дожд ќе има и во понеделник предпладне. Во недела и во понеделник ќе дува повремено засилен северен ветер, а температурата значително ќе се намали. Најсвежо ќе биде во недела, кога максималната температура на повеќе места ќе биде малку над 20 степени. Утре ќе достигне до 33 степени, во понеделник до 28, вторник 32, среда 34 и четврток до 35 степени. Управата за јавни приходи ќе започне со присилно наплаќање на радиодифузната такса. Со цел обврзниците да не се изложуваат на блокирање на сметки и дополнителни трошоци, од Управата за јавни приходи препорачуваат навремено да проверат дали имаат заостанати долгови, односно истите доброволно да ги платат. Оттаму подсетуваат дека до донесувањето на најавената измена на Законот за укинување на радиодифузна такса, обврзниците имаат законска обврска да ја плаќаат оваа јавна давачка, а за неплатените обврски, Управата за јавни приходи има законска обврска да ги превземе сите мерки за наплата. Како да проверите дали имате долгови за радиодифузна такса? УЈП доставува известување, опомена до обврзникот секој месец за износот на заостанатиот долг во решението на радиодифузна такса. Со цел да се осигурате дека нема да биде спроведена присилна наплата, извршете проверка дали плаќањето на радиодифузната такса е регистрирано во Управата за јавни приходи или доставете доказ за извршена уплата до надлежната даночна канцеларија. Со цел намалување на време и трошоци за плаќање на радиодифузна такса, без чекање на шалтери, граѓаните можат да извршат плаќање на таксата со Виза, Маестро и Мастеркард, безготовинска картичка, преку интернет, користејќи ја електронската услуга радиодифузна такса. Регистрацијата за радиодифузна такса е бесплатна, брза и едноставна, единствено што ви е потребно е пристап до интернет и пошта. За повеќе информации и техничка поддршка можете да ги контактирате луѓето во Управата за јавни приходи на инфоцентарот 0800 33 000 или на телефонот 02 32 53 200. Оние корисници на социјална парична помош на кои истата поради примање на средства по брз трансфер им беше укината, сега повторно ќе може да поднесат барања за користење на помош пред извесен период. За постапка на укинување реагираше и Издруженијето Тиквешки роми Кавадарци. Вкупно 910 поранешни корисници на социјална парична помош кои биле ограничени во однос на користење на правото заради примени пари по брз трансфер може да се обратат до центрите за социјална работа во градовите низ Македонија и да побараат да ги остварат правата за користење на социјална парична помош повторно, најави вчера министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Таа објасни дека во јануари 2015 година Министерството го променило правилникот за утврдување на приходи на граѓаните за да остварат социјална парична помош, со тоа што утврдило дека доколку корисниците примаат над 50.000 денари по брз трансфер да им се укине социјалната парична помош, а оти само еден месец подоцна ја поставиле границата над 70.000 денари. И се ова е направено без законски основ поради тоа што парите примени преку брз трансфер не се приходи на ниту едно семејство затоа што ниту се даночат, ниту се препишуваат во Управата за јавни приходи.
Затоа со последната измена на правилникот се ослободуваат граѓаните од парите што ги примале преку брз трансфер да не им се пресметуваат како приходи во нивното семејство, поради тоа што често тие средства не се од членови од семејството кои што има обврска по закон да ги издржува, потенцираше министерката. Таа ги повика овие корисници да се обратат до центрите да ги остварат своите права, бидејќи вели владата се обврзала да работи во интерес на граѓаните и додаде дека двојното казнување на граѓани кои се материјално необезбедени е навистина нефер и противуставно. Голем дел од граѓаните и во Кавадарци, корисници на социјална парична помош, по донесувањето на споменатиот правилник го изгубија правото на користење социјала. Во неколку наврати на ваквата одлука преку медиумите реагираше и Сдруженијето Тиквешки роми. Царскиот рез е акушерска метода за породување само доколку постојат индикации за истата да се спроведе, а не е метода која треба да се извршува по желба на пациентките. За жал, многу често, поради неинформираност, жените се одлучуваат на царски рез, иако нема потреба, вели примариус доктор Бранко Поповски, началник на гинеколошко-акушерскиот одел во Кавадаречката болница. Со доктор Поповски реализиравме емисија на оваа тема, која што ќе ја емитуваме наредната недела на нашата програма. Еве дел од неговото излагање. Значи, имаме два типа на породувања. Едните се породувања по природен пат, значи спонтани породувања, а другата група е оперативни завршени породувања. Значи, бременоста почнува од 0 ден, трае 40 недели или 280 денови, нормално на крајот, околу тој термин треба да се заврши. Како ќе се заврши, зависи од статусот, состојбата на самата пациентка и од состојбата на плодот и како трет елемент е состојбата на самата постелка, која фактички е медијатор измеѓу мајката и плодот и ги врши сите размени на хранливи материи. Значи, позицијата каква е на едниот субјект, на другиот, на третиот, одлучуваме на крајот дали раѓањето ќе се заврши спонтано или со некоја од оперативните методи во кои спаѓа и клештата како клешта, вакуум екстракцијата и царскиот рез како последна метода за крајно завршување на породувањето. Нормално, после овој царски рез се промовира многу одамна, поодамна, више еден век се работи на царскиот рез, или он се усовршува, тој во всушност представува оперативно завршување на породувањето со рез на стомахот на мајката. Тоа е најагресивната метода во делот на породувањето, ако на друг начин ние тоа не можеме да го направиме. Но, кога ќе ги исцрпиме сите можности за спонтано породување, иако тоа можеме да го водиме, ако ни дозволува плодот и состојбата на плодот, во тој случај, ако не може да се заврши породувањето или има некоја причина кај што го загрозува или плодот, или мајката, или и двете, во тој случај пристапуваме на оперативно завршување на раѓањето. Значи, царски рез е оперативен или агресивен метод на завршување на бременоста со рез на стомахот и рез на матката, на предниот сегмент од матката, вадење на плодот и нормално сошивање ретроградно нова процедура. Значи, ете, царскиот рез е како дефиниција тоа, во последно време се практикува малку повеќе него што треба, многу помалку се експлоатират одредени податоци, барем на јавни скупови во нашиот регион, може би за тоа што сме отишле малку подалеку. Податоците статистички кажуваат дека и во цел свет имаме релативен пораст, односно пораст на овој начин на завршување на породувањето, но кај нас имаме рапидно покачување посебно последните 2 децении. Од утре до 15 август се воведува делумна забрана за движење во шумите со стопанска намена.
Поради високите температури и опасноста од појава на шумски пожари, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во координација со ЈП Македонски шуми воведува делумна забрана за движење во шумите со стопанска намена. Делумната забрана важи за периодот од 15 јули до 15 август годинава. Оваа одлука не важи за вработените во ЈП Македонски шуми и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја, како што се националните паркови, парк шумите, шуми со специјална намена, споменици на природата и слично. Одлуката не важи и за организирана група на туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена и националните паркови и парк шумите, но туристичката тура ќе биде во придружба на представник од ЈП Македонски шуми, националните паркови и парк шумите. На Скопско лето вечерва игра Велешкиот народен театар. Публиката ќе ужива во Синиот портокал. Велешкиот театар вечер на малата сцена на Македонскиот народен театар во рамки на фестивалот Скопско лето ќе ја изведе представата Синиот портокал од Џо Пенхол во режија на Александар Ивановски. Драматург на представата е Катерина Момева. Сценографијата е на Филип Коруновски, автор на музиката е Сашко Костов. Во представата настапуваат актерите Фаик Мефаиловски, Самуил Стојановски и Жарко Спасовски. Синиот портокал е драма за современата психијатрија со застарени методи на лекување и безпомошноста на докторите да ги лекуваат своите пациенти без седативи. Иако во оригиналната драма централен лик е афроамериканец, оваа постановка содржи една поинаква драматуршка адаптација во која контекстот се актуализира и локализира. Адаптацијата се однесува на Ерџан, ром кој заглавува во лавиринтот на својата шизофренија, но и во лавиринтот на психијатриската клиника. Оваа драма топло ја брани неправдата која ја нанесуваме некогаш преку негатива, а некогаш преку позитивна дискриминација, истакнува режисерот Ивановски. На Скопско лето вечер е и изложбата на Друштвото на ликовни уметници на Србија. Ке добиели и работнички покана за настап во ФИБА Еврокупот. Ова е спортот. Македонија ќе има уште еден представник во меѓународните кошаркарски надпреварувања во новата сезона, откако работнички добил зелено светло од страна на Европската куќа на кошарката за учество во ФИБА Европа Купот. Се уште не е објавена официјалната лица на екипи чии апликации ФИБА Европа ги има прифатено за учество во ова надпреварување, но неофицијално се дознава дека на неа сигурно ќе се најде и името на најтрофејниот македонски клуб. Во изминатиот период постоела интензивна комуникација меѓу раководството на клубот од Градски парк и представниците на ФИБА Европа, при што начално било договорено работнички по неуспешната апликација за настап по Лига на шампиони на ФИБА да добие шанса за настап во ФИБА Европа Купот. Во Градски парк се во исчекување на конечната одлука на Европската куќа на кошарката за да почнат со засилување на играчкиот кадар и составување на сериозна екипа, не само за Европа Купот, туку и за домашното првенство во кое навивачите очекуваат атак на највисок пласман. Димитар Мираковски и Ѓорѓи Чековски имаат договори и за следната сезона. Се очекува наскоро подпис да стави Диметасовски, а веќе беше доведен Бојан Крстевски како засилување на центарската линија по заминувањето на Мишановиќ. Управите и стручните штабови на поголем дел од клубовите кои ќе настапуваат во македонската кошаркарска елита веќе наголемо се активни, како на домашниот кошаркарски пазар, така и на пазарот на меѓународната кошаркарска сцена. Кај нашите во кошаркарска клуб Фен Индустри сега се е статус кво. Ке остане ли нешто на пазарот, ке видиме. Следува временска прогноза.
Предпладне сончево со мала до умерена облачност, попладне претежно на југот и истокот од земјава ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, на места е можно процесите да бидат поинтензивни со појава на град и засилен ветер. UV индексот утре 27, а температурата до 33 степен. Во недела ќе биде облачно со врнежи од дожд кои во јужните делови се очекува да бидат пообилни на 30 литри на метар квадратен. Најсвежо ќе биде во недела кога максималната температура на повеќе места ќе биде малку над 20 степен. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.